Да, како што најавивме, тука во студионото е господинот Бујар Османи, министр за надворешни работи. Господине Османи, пред да почнеме за реперкусиите кои ги предизвикува украинскиот конфликт, за можните последици за тоа што прави државава, докаде излекувањето на македонските граѓани, тоа го следи нацијата, требаше да дојде еден конвој, докаде е таа и дали има се уште заглавени граѓани во Украина? Да, тука знаете дека ова ни е прв најважен приоритет, а тоа е безбедно да ги извлечеме нашите граѓани. Утринава влегува во државата семејството со новороденето, кое што го извлековме од Харков, каде што и се одвиваат најжестоките борби таму и денеска се пристигнати. Има уште 7 граѓани кои што се во моментот во активна евакуација, ако можем да кажем, односно се придвижуваат од нивните места на живење до границата на Украина со соседните држави. Се мобилизираме еве денеска од МНР да пратиме и транспортни комбиња за да може од границата веќе да ги донесеме во Скопје. Денеска имам така целодневен ангажман и координација. Бројката се зголемува, бидејќи наши граѓани се повеќе пријавуваат и украински државјани, членови на нивните семејства, кои што првично не ги пријавувале во тоа фаза на мапирање. Така да еве, ќе кажам тука последната бројка со се украински државјани, членови на семејствата на наши државјани, на 77 веќе последната бројка за која што имаме превземено обврска да најдеме начин да обезбедиме. Евакуација оди се потешко, околностите стануваат се потешки за да можеме да ги пренесеме до местото каде што обезбедуваме коридор. Например, ние ќе комуницираме со партнерски држави, со разни меѓународни организации за да обезбедиме конвој кој што тргнува од една точка во Киев, например. Меѓутоа, за да одат од местото на живење до точката каде што тргнува конвојот, станува проблематично. И така да, еве, во постојана комуникација сме, се обидуваме да најдеме начин како да ги извлечеме сите наши граѓани. Ова што го кажавте дека со нив има и членови на семејства кои се украински граѓани, на некој начин ова може да се и првите украински бегалци во Македонија, на некој начин, не се формално. Да, ние нив не ги третираме за сега како бегалци, ги третираме како наши луѓе, бидејќи се сепак сопрузи на семејства. Да, членови на семејства и деца има на наши државјани кои што се сепак само украински државјани. Но работиме и се подготвуваме и за бегалци, за можни бегалци. Вчера предложив една информација на влада во која што се разговаравме за можните капацитети, за постоечките капацитети за примање на бегалци, начинот на нивно згрижување од моментот на пристигнување на наша граница на било која точка, ослободување од тие тестови за вакцини, за ПСР тестови, таа обврска да ја преземеме ние како држава на граничниот премин, до обврските кои што МВР ги има во смисла на потребна документација за влез. Значи, буквално ги предвидовме сите можни чекори за да доколку ни се појават, има непречено прифаќање и сместување во капацитетите кои што ги утврдуваме. Не можеме да кажеме дали ќе имаме, бидејќи сепак тенденцијата гледате се повеќе Полска, другите држави околу Украина. Слушнавме еве во Грција веќе пристигнале неколку илјади украински и во Хрватска исто така, кај нас нема се уште пријавено, меѓутоа сепак треба да бидеме подготвени. Се разбира, денеска планирам да разговарам и со министрот за здравство, бидејќи треба ние да ги видиме и здравствените капацитети во случај да се појават повредени и изгрижување на повредени граѓани на Украина, така да ќе треба да бидеме подготвени со сите аспекти. Еве сега УНХЦР вели дека околу милион луѓе избегале до сега од Украина, но проценките се дека доколку продолжи интензитетот на борбите во некој најцрно сценарио, можни се 6 до 8 милиони бегалци од Украина, така да како што повеќе од известно дека некој од нив би дошле во Македонија, претпоставам дека Европската унија веќе подготвува план каде што тие би биле распоредувани по земји. Така да некој од нив, како и да е, би стигнале. Нема се уште утврдено таков систем на квоти, во кој што земите членки или кандидати би примиле одредена квота на бегалци. Ние независно
се подготвуваме, доколку се појават на наша граница, секако никој нема да биде вратен, туку на најхуман можен начин ќе биде прифатен, ќе биде згрижен и потоа се разбира во зависност од околностите така и ќе постапиме. Да, пратениците во собранието најавија декларација за поддршка на територијалниот интегритет на Украина. Министерството за одбрана најави дека за Украина ќе биде испратена и војна помош. Државата се приклучи кон сите санкции на Европската Унија кои се нанесени кон Русија, затоа добивме и благодарност од Европската Унија. Но од друга страна, Москва се закани дека сите земји кои ќе пратат помош за Украина, дека ќе бидат потенцијална цел. Сега, имаме ли тука некакво стравување дека земјава на некој начин може да добие некои реперкусии од Русија? Видете, ние сме членка на НАТО и тоа менува се. Тоа можеби за прв пат ние приметуваме што значи да си членка на НАТО. Можеби граѓаните уште тоа не го чувствуваат. Меѓутоа ние кои што носиме одлуки, верувајте дека е квалитативно суштинска разлика да носите информации врз основа на податоци кои што ги добивате во вистинско време, во реал тајм. Значи буквално ние знаевме точно и часот кога ќе биде нападот во Украина. И затоа 15 дена порано, 20 дена порано ги повикувавме граѓаните да ја напуштат Украина. Заради тоа што имавме информации кои што се квалитетни, кои што ги добивавме од партнерите од НАТО. Меѓутоа, второ, НАТО гарантира безбедност. Значи, НАТО е сојуз за колективна заштита на своите членки. Сега луѓето викаат, гледајте што се случи во Украина. Украина не е членка на НАТО. Ке беше сосема поинаква состојба, доколку сама Украина, доколку Украина беше членка на НАТО. Ние сме територија на НАТО. НАТО има обврска да заштити секој, како што вика председателот Бајден, секој сантиметар квадратен на територијата на НАТО. Така да напад на наша територија е напад на Соединетите Американски држави, напад на сите други 29 членки и во тој дел тоа дава поголема сигурност, но се разбира тоа повлекува и наши обврски. Наши обврски исто така ние да го заштитиме да ја заштитиме територијата на НАТО, но се разбира и да помогнеме да се солидаризираме на вистинската страна. Ние мислам дека никој не е против рускиот народ. Ние треба да работиме со рускиот народ да стане исто така против агресивната политика на сопствената влада. И тука треба да бидеме погласни во улогата на сите општествени сектори. Не само владата, нашата влада која што имаше кристално јасен став по однос на позиционирањето во оваа ситуација. Бидејќи е црно-бела ситуацијата. Нема тука дилеми, нема сиви зони по однос дали треба да поддржите Русија која што има една агресивна, односно руската влада која што има агресивна политика према Украина или Украина која е независна суверена држава и го заштитува својот суверенитет и територијален интегритет. Но мислам дека е важно да го повикуваме рускиот народ. Вие новинарите да ги повикувате руските новинари. Универзитетите да ги повикаат руските универзитети, невладините до невладините, лекарите до лекарите, за да и од таму бидејќи нема агресивен народ кој што прави агресија. Нема народ кој што може да се квалификува колективно како агресор. Тоа е влада обично која што го заведува својот народ и мислам дека во оваа ситуација ние мора да имаме јасен став према руската влада, без никакви дилеми по однос на можни реперкусии, бидејќи ова е прашање на принципи. Со поддршката на Украина ние ја поддржуваме нашата држава. Ја поддржуваме правото на сувереност, на територијален интегритет, правото секоја држава сама да ги избира своите надворешно политички приоритети и стратешки приоритети. Ако е денес Украина и се рушат принципите на меѓународното право, тогаш очекувајте утре да ви дојде некој друг на ваша врата и да ви го направи истото. Така да, јас реагирам на ова поларизација на општеството по однос дали треба да се поддржи Русија или Украина. Не е само прашање на Украина. Прашање на нашата сувереност, на нашиот територијален интегритет, на нашето членство во НАТО и мислам дека тука не треба да има дилеми, но уште еднаш потенцирам, мора да не го изолираме рускиот народ, туку да бидеме заедно против оваа агресивна политика на руската влада. Да, гледаме, кога зборуваме за поларизацијата, гледаме едно карикирање на изјавите, особено на министерката за одбрана во тоа дека АРМ прави анализи,
дека како може да помогне во однос на пораките кои се упатуваат кон Русија од страна на министерката, па гледаме едно, да не речам, исмејување на социјалните мрежи, дали Македонија така треба да постапува, па која е Македонија тука, што може Македонија да и направи на Русија, и тоа се тие пораки кои доаѓаат од дел од јавноста. Тоа не е случајно. Видете, ова ние сме го предвиделе во нашите анализи. Јас можам да ви кажам анализи од пред неколку месеци во кои што кога ги дефиниравме кои може да бидат хибридни закани во услови на некаква си ескалација. Една од хибридните закани кои што точно ја имаме дефинирано е исмејување на институциите со цел нарушување на довербата на граѓаните кон институциите. И тогаш имате сериозен проблем. Ако граѓаните не веруваат во институциите, посебно армијата, посебно МНР, например, кога ги повикува граѓаните напуштете една држава, вие морате да верувате во таа институција, иначе ќе ви се случи ова што ни се случува сега. Меѓутоа може да има и други поголеми последици. Значи, тоа е типична хибридна закана која што се поттикнува од одредени центри. Не велам дека граѓаните кои што ги пишуваат овие коментари се свесно дел од таа хибридна закана на рушење на довербата во институциите, а со тоа и отпорноста на државата, бидејќи отпорноста ги вклучува сите овие елементи и на доверба кон институциите, капацитетот на институциите да одговараат на различни кризни ситуации, меѓутоа несвесно граѓаните влегуваат во такви инструменти за наштетување на државата. Затоа барам многу внимателност во овој дел. Очекувам останатите општествени сектори, посебно медиумите тука имаат многу важна улога. Невладиниот сектор има многу важна улога. Значи не зборуваме против рускиот народ. Зборуваме против една агресивна политика која што сака да го наруши меѓународниот правен поредок. Правото на државите да постојат, правото на државите сами да одлучуваат со кого сакаат да имаат партнерство. Кога ќе ги рушите тие принципи, а принципите ги штитат малите држави. Поредокот ја штити Северна Македонија. Кога ќе дојде законот на џунглата, кога ќе се врати законот на империите, тогаш очекувајте да ви дојде на врата истата ситуација на кој е поселен, тој граба. Така е. Господин Османи, ово што го кажавте е интересно, особено што потенциравте дека тие закани веројатно доаѓаат од одредени центри. Јас тогаш би ве прашала што прави државата. Значи, Северна Македонија е членка на НАТО. Сега ми се чини дека прашуваат дали е почната војна помеѓу Западот и Русија. Ја ми се чини дека овие санкции кои се наметнати на Русија се веќе чекор до некаква војна. Војната не се води со оружје, но дефинитивно се води. Барем пропагандната војна на велико се води. И сега ако во Македонија постои закана и реална закана, а земјата е членка на НАТО, што прават институциите? Да. Видете, прво да дообјаснам уште малку во однос на овие емоции на граѓаните. Не зборуваме за граѓаните. Да, има одредени објективни елементи, а тоа е едно чувство на изневереност од Европската Унија, кое што сега се манифестира во форма на антизападна политика. Тоа не е генерична антизападна политика, повеќе е фрустрација која што во моментот се манифестира на тој начин, а некој тоа го амплифицира. Таа емоција ја насочува во одреден правец во зависност што сака да постигне, а тоа е да ја ослаби довербата на граѓаните во институциите и со тоа да наштети на институциите. Ние се обидуваме максимално да ги направиме институциите поотпорни. Сепак отпорноста е еден подолг процес. Ние сме го започнале тој процес со подготовките за членство на НАТО. Сега со членството на НАТО веќе имаме поинакви акцијски планови како да ги направиме порезилиентни, односно поотпорни нашите институции и по однос на напад врз дигиталната инфраструктура, IT инфраструктура и во однос на овие хибридни закани. Во однос на мерките што ги имаме превземено, јас реков, имаме кристална чиста позиција. Ова е цивилизацијска позиција. Еве видовте вчера што се случи на УНГА, на Генералното собрание на Обединетите нации. 141 земја ја одобрија, ја гласаа за резолуцијата за осуда на руската агресија. Само 5 земји гласаа против, од кои Русија, Северна Кореја, Белорусија, Еритреја и Сирија. И можете јасно да видите
зошто е црно-бела ситуацијата. Значи, од една страна имате Северна Кореја, Белорусија, Сирија, Еритреја и Русија, и имате 141 држава во светот кои што гласаат за осуда. Имате 35 држави од кои сојузници на Русија. Имате Кина. Имате други држави кои што имаат блиски релации, кои што гласа абстенира, сега не може. Воздржано. Да, гласа воздржано. Ја имате Србија во регионот кој што вчера гласаше за резолуцијата, односно гласаше против Русија за осуда и зар уште има некои дилеми во оваа држава која позиција треба да ја фати Северна Македонија? На Северна Кореја, Еритреја, Белорусија или на целиот цивилизацијски свет? Ова не е против рускиот народ, ова е против оваа агресија која што утре може да воведе принципи кои што ќе ни се удрат нас на глава. Господин Османи, постои ли директно, има ли државата детектирано директно руско влијание во оваа држава? Кога зборувам директно, значи зборувам финансиско, политичко, постои ли такво нешто? Види, и тука мора да ја направиме таа разлика. Ако мислите на руско влијание во смисла на културно руско влијание заради комуникацијата помеѓу народите, тоа е легитимно. Меѓутоа, руско влијание во смисла на државно руско влијание со цел да направи да ги наруши нашите внатрешни динамики, нашите регионални позиции или пак позицијата визави НАТО и Европската Унија, секако евроатлантските интеграции. Да, секако дека тоа и во минатото беше детектирано во различни форми, во различни моменти, некојаш повидливо, некојаш поневидливо. Ние имавме лани неколку реагирања како Министерство за надворешни работи со одредени чекори кои што ги превземавме, не како одговор на како наш однос кон Руската Федерација, туку како одговор на конкретни влијанија во оваа држава преку дипломатите кои што беа прогласени за персона нон грата. Да, гледам дека сте, кога зборуваме веќе за европските интеграции, гледаме и дека сте погласен сега дека Европската Унија треба да го забрза целиот процес, особено кога зборуваме за проблемот со Бугарија. Јас би ја прашал, дали сега се работи само за наши желби во таа насока или има нешто конкретно? Има ли нешто конкретно каде што тој процес би можел да биде забрзан од оние првичните 6 месеци најавени од Петков и од Заев? Мислам прво дека ова што се случи, конфликтот односно војната во Украина покажа тоа што, односно го докажа тоа што ние го зборувавме цело време. Дека политиката на проширување на Европската Унија пред се е безбедносна политика. И е важна безбедносна компонента на таа политика на проширување. Очигледно, Западен Балкан е слабата точка на Европската Унија. Значи, регион обкружен со земји членки на Европската Унија, мал регион, големина помала од една Романија. Народ помалку од 4% од вкупниот популација на Европската Унија. GDP колку една Словачка. Значи, меѓутоа сепак дупка во телото, во срцето на Европската Унија. И вие не можете да влезете во ринг како геополитички актер во услови кога имате една отворена рана во телото, затоа што тоа ќе ве кочи, тоа ќе ви создаде проблеми, ќе ви создаде. И затоа ова се покажа дека политиката на проширување е важна безбедносна политика и мислам дека тоа Европската Унија ќе смогне сили да направи веднаш брзи чекори, а најлесните чекори е веднаш да почне преговори со Северна Македонија и Албанија. Ние сме многу внимателни во користењето на оваа тема за да не се сфати дека дека сме несензитивни. Дека сега користиме една трагедија на еден народ за да си ги тераме нашите надворешно политички приоритети. Не го правиме тоа. Многу сме внимателни. Меѓутоа, јасно е тоа што го гледаме. Дека мора Европската Унија да ја смени динамиката во регионот. Ке ја смени многу лесно. Од 4 отворени прашања колку што има сега, со една одлука, која што веќе е донесена во март 2020, само да ја имплементира, ке ги преполови отворените прашања. Од 4, Босна, Косово, Србија, Северна Македонија, Албанија, ќе има 2 веднаш и овие 2 ќе почнат да помогнат во затварање на останатите 2. Значи има една таква шанса да со една одлука смени динамики и внатре во земјите, пошто овој притисок што го имаме со поларизацијата е заради таа емоција на фрустрација, која што сега некој ја амплифицира, како што реков. Значи,
има златна прилика да се затвори таа рана во телото на Европската Унија, за да може по-силно во тој геополитички ринг Европската Унија да си има своја позиција. Јас повторно би ве прашал дали се работи само за наша желба или има некој конкретна акција? Вие знаете дека имаме процес со Република Бугарија. Да, но дали некакво кој што го забрзување? започнавме. Има одредена динамика. Работните групи продолжуваат. Политичкиот диалог помеѓу двете министерства продолжува. Имаме на маса конкретни решенија кои што ги разговараме. Се разбира, ова малку не измести сите. Гледате, министерката на Бугарија е повеќе во кризниот штаб за евакуација. Они па имаат илјадници граѓани заглавено во Украина. Меѓутоа, еве, очекувам јас уште утре да имам разговори, наредната недела да продолжиме да имаме разговори за да може да ја тераме и ова прашање кое што сметам дека е многу важно и мислам дека и бугарската политичка сцена и бугарската јавност ќе ја свати тежината на моментот. Дека проширувањето, уште еднаш ќе кажам, е пред се безбедносна политика на Европската Унија. Очекувате ли можеби зголемен притисок од Вашингтон сега во овие моменти за решавање на прашањето? Бидејќи гледаме дека вчера, како што вели американскиот државен секретар Блинкен, да парафразирам, вели ќе го превртиме секој камен на руското влијание во Соединетите американски држави и секаде, ми се чини дека влегуваат во една поодлучна акција против руското влијание пред се на Балканот. Мислите ли дека ќе притиснат малку повеќе сега? Јас имав телефонски разговор вчера со Ескобар, помошникот државен секретар и специјален пратеник на САД на Балканот. И разговаравме токму на оваа тема. Дилемите во јавноста дека еве САД сега е фокусирано само на на војната во Украина и некако е запоставен регионот. Тоа не е точно. Значи тоа го констатиравме дека американската администрација е подеднакво, а дури и можеби и повеќе од досега ангажирано за прашањата на Балканот. И ние сме многу благодарни за лидершипот на САД во целиот овој контекст. Така да јас очекувам продолжување на тој ангажман, на тоа фокусирање на САД за да се фасилитира овој процес кој што ние пред се го водиме билатерално со Република Бугарија. Вие предизвикавте доста внимание кога објавивте за создавање на некаков документ со Бугарија кој би ги решил сите прашања. Некој создавање на таков документ создаде паралела на претходниот договор со Бугарија и на претходниот, значи на некој начин како сега подготвуваме нов договор со Бугарија, но како што велите вие, конечно решавање на сите прашања. Предпоставувам не можете премногу детали да ми кажете, доколку сакате се разбира, но дали навистина ете тој документ конечно би ги затворил сите прашања? Видете, тоа беше наше барање. Бидејќи знаете дека има неколку прашања, некои се по-символични, некои се по-суштински прашања во тие разговори што ги водиме по политичкиот пакет на прашање. И имаше дебати во однос на тоа дали може нешто да имплементираме, па после кои ќе бидат чекорите, кога прифаќање на преговарачка рамка, кога одржување на првата меѓувладина и така натаму. И нашиот став кога беше бугарите би влегле во уставот, претпоставувам. Така, и тоа се разбира. И нашиот став беше најдобро е прво да ставиме во еден протокол сите аспекти од ова прашање во кој што нашите важни моменти, прашања би биле исто така наведени и бугарските позиции во еден компрехензивен документ или сеопфатен документ со меѓусебно зависни елементи, па дури и временски меѓусебно зависни елементи кои што потоа би создаде доверба и одредена предвидливост во понатамошните чекори. Тоа не е нов документ, не е нов договор, затоа што договорот сам по себе предвидува една меѓувладина комисија која што ја водат министрите за надворешни работи и вклучени други министри, кои според договорот треба да се состане најмалку еднаш годишно и да продуцира протокол во кој што ќе се предвидат чекорите во наредната година и истиот протокол би се одобрил од страна на двете влади. Така да повеќе го замислувам овој сеопфатен документ како протокол
кој што би произлегол од состаноците помеѓу меѓувладините комисии, односно меѓувладината комисија, и таму би се утврдиле нашите прашања како гаранција дека нема континуирано да се отвараат нови теми, како гаранција дека, знаете, чувството е дека ова станува движечка мета, дека постојано се менуваат прашањата. И мислам дека ова ќе создаде... Се наметнуваат цело време нови барања. Да, и тоа ќе создаде и кај нас одреден едно чувство на комфор, ако можам да кажам, и се разбира во Република Бугарија. Добро, но дали мислите дека тој документ би ги затворил конечно сите прашања? Тоа не е намерата. Дали е можно? Тоа не е, никогаш веќе да не се разговара со Бугарија за ништо спорно суштински, сега зборувам. Не. Предпоставам некакви меѓугранични прашања може да се отворат, но зборувам за суштинскиве прашања. Видете, некои прашања се разбира ќе се следат понатаму во делот на имплементацијата на договорот. Ние не очекуваме историската комисија да ги заврши сите прашања сега. Тоа е еден долгорочен процес чија што цел ја скажуваме да ја конзервира темата во своите рамки, за да не се прелее темата на дневно-политичката агенда, бидејќи тогаш веќе станува пречка, веќе станува отров за меѓусебните односи. Улогата на комисијата е таа, да ја задржи темата во своји рамки, меѓутоа постојано да влева доверба кај страните, преку континуирано продуцирање на резултати. Иначе, ако страните почнат да губат доверба во комисијата, тогаш ќе почне да има иницијативи како што е ова декларацијата во парламентот, едните за Кирил и Методи, другите за Гоце Делчев, и тогаш излегува од рамките на комисијата и општествата, после политиките, партиите, а партиите обично тука колку го калкулираат дневниот рейтинг, колку државниот интерес, националниот интерес, тоа е секогаш прашање. Така да ќе има прашања кои што ќе се следат и понатаму, но битно е да се утврдат главните прашања во еден сеопфатен документ. Тоа е намерата, не можам да кажам дали ќе успееме да постигнеме согласност. Меѓутоа мислам дека има една платформа изградена помеѓу двете влади кои што барем мој впечаток е дека има добра намера. Да, добро. Ајде да видиме уште нешто од актуелните прашања кои се поврзани со надворешната политика, па повторно ќе се вратиме на Украина во еден поширок контекст. Вчера председателот излезе вест дека председателот Пендаровски го подпишал указот за именување на професорот Тврчковски за амбасадор во Обединетите нации, и веднаш сите оние кои го следат, бидејќи процесот претходно беше заглавен во Собраницката комисија, таму председателот на комисијата господинот Антонио Милошовски не сакаше да ја свика таа, бидејќи они имаат забелешки за именувањето на господинот Тврчковски, и веднаш се поставува прашањето доколку ова можело да се направи, зошто не е направено порано, зошто се губи толку време, во назначување на амбасадори, во затоа што предпоставувам затоа што целта на ова сослушување во парламентот, иначе таа не е законска обврска. Туку целта е да се направи процесот поинклузивен, да се вклучи и опозицијата. Сепак амбасадорите кога ќе заминат, ќе ја представи целата држава. Нема да ја представи владата или таа политичка гарнитура. И затоа е воведен тој принцип на сослушување повеќе како на чекор на добра волја за вклучување и на опозицијата во тој процес. Меѓутоа, се додека тоа е конструктивен диалог. Во моментот кога ќе стане пречка, вие мора да превземете одредени чекори. Така да, мислам дека председателот Пендаровски донел права одлука. Јас имав неколку писма до председателот на комисијата, до Милошовски, да го продолжи тој процес, да ги свика на сослушување кандидатите, меѓутоа немаше одговор на тоа и мислам дека ова е порака дека понатаму нема да дозволиме кочење на упатувањето. Можат ли вака да се именуваат и амбасадори во други држави на ваков начин? Ке зависи како ќе одлучува. Доколку комисијата се уште одбие да прифати. Мислам дека со овој чекор председателот и дава порака дека нема да дозволи кочење на овој процес, иако јас мислам дека е добро да продолжи оваа пракса на
интервју и од страна на председателот на комисијата, на кандидатите. Јас ќе се обидам максимално да бидам коректен, знаете дека одам на сите повици на комисијата, независно кој е нивниот однос према мене лично, агресивниот тон во комисијата кој што е поминува граници на добар вкус. Меѓутоа го правам тоа затоа што е важно за државата. Важно е опозицијата да биде вклучена во сите овие процеси. Меѓутоа ако гледаме дека се кочи повторно, сепак мислам дека председателот даде порака вчера. Но, господине Османи, ми се чини дека Собраниската комисија не е единствена пречка за именување на амбасадори. Ние веќе со години немаме амбасадори во главните центри, во Соединетите американски држави, во Европската унија. Сега го одложивте праќањето на амбасадорот во Русија, тоа сега е друг контекст, нели сосема, но ми се чини дека имате вие и политички проблеми внатре во коалицијата, не е само не проблеми, не би рекол опозицијата. Проблеми. Видете, ова е единствениот процес на именување кој што бара такво ниво на консултација, односно таков степен на консултации помеѓу институциите. Значи, прво бара одобрување од страна на министерството. Неколку директорати во министерството кои што треба да ги поминат тие тезите. Потоа е владата. Потоа е председателот на државата. Па треба да се добие агреман или екзекватура од земјата на прием. Па треба да има мислење од други органи безбедносни по однос на сертификатите, бидејќи без сертификат не може да упатите амбасадор. Значи, нема поконтролиран процес, нема пофилтриран процес отколку упатувањето на амбасадори. Значи, вие председател на државата избирате гласање и се избира. Пратеници, премиер, министри. Нема поконтролиран процес отколку амбасадори и затоа тоа дава впечаток дека има проблеми. Нема проблеми, тука е процес на координација. Ние направивме огромен исчекор. Јас кога дојдов, најдов над 20 амбасади, 27 амбасади празни. За една година пополнивме 21 место. И тоа пред се со дипломати од кариера. 2/3 дипломати од кариера. Се разбира дека ќе има и политички решенија. Знаете, до 2008, ова прв пат го кажувам, до 2008 во законот било 2/3 од амбасадорите или конзулите да биде дипломати од министерство, 1/3 да можат од општествениот живот, политичари, познати, не знам, професори, експерти и така натаму. Во 2008 на предлог на Милошовски се менува тој закон и станува 1/4 од министерството, 3/4 од надвор, за да може полесно да има повеќе политички решенија. И ова го кажувам заради непринципиелниот напад кон Министерството за надворешни работи, кој што ако во нешто се покажа дека е принципиелна, е во упатувањето. Значи, прво сами они го од 2/3 го спуштија на 1/4. Потоа видовме какви решенија беа донесени. Јас во една година, се разбира и во решенија кои што беа предложени во претходниот мандат, беа упатени најдобрите можни решенија, ќе се обидам и понатаму. Но што сакам да кажам? Ќе има и политички решенија. Фрчковски е политичко решение. Не е од Министерството за надворешни работи. Не е мое решение. Доаѓа од владата. Ќе има веројатно во наредниот период и други такви политички решенија. Никогаш сите нема да бидат задоволни. Некогаш колегите на тие што ќе бидат упатени ќе излезат против. Да, но господин Османи, знаете како, сега не зборувам само за вас конкретно, вие сте сега министар, пред вас имало и други министри. Реагирам вака затоа што сум осетлив кога ме напаѓаат за нешто во кое што навистина вложив многу. И направив многу и затоа реагирам вака по-емоционално на една тема каде што се чувствувам најсигурно. Јас зборувам за владата на СДСМ и ДУИ, значи 5-та година веќе, не знам, отприлика кога е, значи се уште немаме амбасадори. Вие велите дека е тежок процес, дека има многу механизми, но и владите пред власт го поминувале истиот процес и именувале амбасадори. 21 за една година упативме, без никаков проблем. Еве сега веднаш, 7 дена после формирање на владата, утврдивме амбасадор во Софија. Нели? Софија беше главната тема, не можете да утврдите кандидат, имаше многу кандидати од надвор. 7 дена после изборот на влада, ние веќе пративме во влада предлог за Софија. Ја затворивме Софија. Сега останува Вашингтон, останува Београд, Телавив, Анкара, Бразилија, Кајро и Пекинг. Имавте ли... Тоа ни се празните места.
и јас очекувам брзо да излеземе со решенија. Нема проблеми, туку има координација. Еден предлог кој што доаѓа од Министерството може да има забелешки председателот, може да има премиерот. Друг предлог на премиерот може да имам забелешки јас. И затоа, додека не се усогласиме дека ова се најдобри решенија, тој процес зима малку Да, но време. повторно ќе кажам, се работи за години, не за вас. Имавте ли забелешка за падните партнери, зашто толку време нема амбасадори? Видете, се разбира е многу важно за земјата во која што се упатува да има амбасадор. Тоа е и однос кон државата. Кога оставате, и тоа е критика еве и за нас, кога оставате држава без амбасадор, они може да го сватат тоа и како политичка порака дека вие го спуштате нивото на представување. Сега, они знаат дека зошто тоа се случува, дека сме во барање на најдобрите кандидати и дека тоа е процесот што ги кочи, но се разбира може и таква перцепција да има дека вие немате соодветен однос кон државата. Правам максимални напори, правиме сите максимални напори. Јас очекувам, еве да најавам, дека можеби за брзо време ќе бидеме во ситуација прв пат во историјата да имаме 100% пополнување на сите амбасадорски, односно дипломатско-конзуларни представништва на нашата земја. 60 ги имаме вкупно, во моментот околу 7 се празни, 53 се пополнети. Очекувам за брзо време да излезам и да кажам за прв пат 60 ДКП-а ни се пополнети со амбасадор. Решено ли е кој ќе биде амбасадор во Вашингтон? Тоа е во фаза на разговори во моментот. Една од имињата која се вртеше многу е имињето на госпогата Теута Арифи. Ќе биде ли Не сме пуштиле предлог до влада за ниту едно име од овие 7 празни. Разговараме, имаме шорт листа на неколку имиња за секој од овие места и набрзо ќе излеземе со предлози до владата за решение. Има некои неофицијални информации дека Соединетите Американски држави повторно имале забелешки на некои кандидати. Нема предлог. Уште нема од Министерството, нема конечен предлог за Вашингтон. Има шорт листа на имиња и тие имиња се шпекулираат во јавноста како предлози. Меѓутоа, јас таков ни беше договорот со премиерот, да за секоја амбасада да направиме ние како МНР предлози по најмалку 3 имиња. И потоа да седнеме и да ги разговараме со председателот. Јас направив и нешто друго, ново, прв пат. Отворив повик во Министерството, секој да се пријави ако мисли дека се чувствува подготвен, бидејќи може во таа ситуација на утврдување на шорт листа некого да изумиме, некого да не ни е предвид и да заборавиме. И затоа пуштив јавен повик и се пријавија многу. Се пријавија над 70-80 кандидати, искусни дипломати за различни позиции таму каде што чувствуваат дека го знаат јазикот, имаат претходно мандат таму, имаат искуство и афинитет баш кон таа тема или кон таа држава. И врз основа на тие предлози, на некои мои други анализи, направив шорт листа, јас поделив со премиерот и сега гледаме едно по едно, ги анализираме секој име, аргументи про ет контра, некој име вадиме, некој име додаваме и јас се надевам дека брзо ќе имаме по едно име во секоја од овие позиции и ќе одиме кај председателот со таа листа. Ако председателот ги одобри, веднаш одам на влада. Се разбира уште еднаш да појасам, сите тие предлози ќе бидат на затворена седница на влада. Нема да можам да коментирам име се додека не добиеме агреман од земјата. Еве, например, за Софија. Сите знаат кој е кандидатот, јас не смеам да кажам. Тоа е спротивно на закон ако јас го спомнам името додека не добие агреман. Затоа што е доверлива информација. А тоа е направено заради практични причини. Прво, да се заштити дигнитетот на кандидатот. Замислете да добие негативен одговор од земјата. Се руши угледот, а може да биде од X причини, кој што не мора да значи нешто лошо за кандидатот. Тогаш се руши дигнитетот на таа личност во Министерството, во општеството и мора да ги заштитиме тие луѓе. Или пак ги правиме по-ранливи кандидатите додека не се упатуваат. И затоа не случајно во целиот свет до добивање агреман,
од државата каде што се упатува, мора да биде доверлива информација. И така ќе биде и со вие. Така да не очекувам дека ќе има реакции. Веројатно и минјата ќе излезат, иако не би требало, тоа како не, и до сега, да? тоа е незаконски. Казниво е со закон ако излезат информации од затворена седница на влада. Но јас нема да можам да коментирам се додека не добиеме потврда од земјата дека тој кандидат е прифатлив. Да, добро, пред крајот на разговор да се вратиме уште малку на Украина, на украинската војна, на што продуцира. Кога зборуваме за можна дестабилизација на Балканот, има неколку точки каде што тоа е можно, го знаеме, и тоа е пред се поради можното руско влијание. Вие кажавте пред малку дека очекувате не намалене, туку зголемена активност на западните сили, пред се на Соединетите Американски држави. Видовме, например, дека во Босна ЕУФОР испраќа дополнителни 500 војници, се засилува таму, а знаеме дека штом доаѓа некакво војно засилување, тоа на некој начин е секогаш предвестник на некаква акција. Сега, каква ќе биде таа акција, тоа е друго, но гледаме дека има некакви активности. Очекувате ли онака зголемени активности за сузбивање на руското влијание на целиот Западен Балкан? Видете, треба да бидеме внимателни. Бидејќи може да има прокси играчи во регионот, може да има недржавни елементи во регионот, кои што сакаат овие ситуации да ги злоупотребат заради постигнување на нивни цели, пред се тоа обично криминални и економски цели, меѓутоа, знаете, во секаква дестабилизација некој се обидува од тоа да придобива. Меѓутоа, јас сум задоволен од тоа што се случи вчера во Унга. Значи, ние не знаевме како ќе гласа Србија во собранието на Обединетите нации, имајќи предвид нивниот претходен став. Меѓутоа, фактот што и Србија вчера гласаше за осуда. Сите 6 земји всушност гласаа. Косово не е во Обединетите нации, меѓутоа го знаеме ставот на Косово. И Босна, и Црна Гора, и Албанија. Целиот регион исцрта јасна позиција по однос на ова состојба. Ова дава надеж. Ова дава надеж дека државите нема да придонесат во ескалација на состојбата во регионот. Јас ќе се обидам деновиве да воспоставам комуникација со министрите за надворешни работи од регионот за да најдеме начин како да се координираме подобро во услови на оваа ескалација, и тоа не само безбедносна. Бранот мигранти, ние мора да имаме координација помеѓу 6 земји. Економските последици, енергетската криза, мора да најдеме начин да се координираме, и јас денеска ќе инициирам една средба со министрите за надворешни работи од регионот во контекст на ова што се случува во Украина. Меѓутоа ви велам, бев загрижен, уште сум загрижен, после ова што се случи вчера, ми дава надеж дека можеме во регионот да исцртаме поинаква позиција визави Западот, и не само Западот, туку визави ова војна која што е апсолутно незаконска. Јасно е дека ова агресијата на Русија врз Украина го консолидира западниот свет на некој начин. Сите оние вредности кои беа разнишани во последната деценија, ми се чини како полека да се возобновуваат, да се создава еден посреден, похомоген блок, и тоа е особено видливо кај членките на НАТО. Таму, значи, имаме една навистина зголемена активност, но во Европската унија, иако е единствена по ова прашање, значи тука има некои мали остапки во Унгарија, да речеме, но и Унгарија воведе санкции кон Русија, но сепак Европската унија се уште делува не толку координирано. Мислите ли дека на некој начин оваа руска агресија ќе ја разбуди унијата? Тука не би се согласил. Јас мислам дека Европската унија веќе не е таа од пред 24 февруари. Европската унија, тоа е општиот впечаток на луѓето во Брисел, на луѓето во целата Унија се смени од 24. Значи, такви брзи, координирани, унанимни одлуки на Европската Унија не можеле да се замислат пред само 7 дена, 8 дена, кога почна. Значи, Унијата донесе одлука за финансирање на вооружување за Украина. Сет на санкции кои што дури по динамика предничат на ниво на целиот свет, предничи Европската унија во однос на мерките што ги превзема, и тоа е заради фактот што
тука е загрозена безбедноста на целиот континент. Украина е лакмус тестот за безбедносната архитектура на Европа и затоа е ова консолидирање, ова унифицирање на позициите, меѓутоа во тоа консолидирање мора да го имаат предвиди западниот Балкан. Да, и за крај да завршиме малку прозаично со јазикот на символите, кога го обоивте Министерството за надворешни работи во сино-жолто како поддршка за Украина, да речеме председателот на Левица, претедникот Апасиев, вели дека сте го боиле во боите на Косово. Видете, тоа е дел од тие хибридни закани, кои што се обидуваат во овие ситуации да внесат недоверба помеѓу етничките заедници. Недоверба прво во институциите, во мене како министер, за да луѓето немаат доверба во моите намери. Па да меѓуетнички да се создаде тензија и така тие придобива, значи они може да живеат, типови како Апасиев може да живеат во услови на тензии и на конфликт. Тие се тако видна, да не употребувам лош збор. Они не можат во прогресивни општества да живеат, да преживуваат. Они не можат во општества каде што има добри меѓуетнички односи да преживуваат, каде што има доверба да преживуваат. Тие преживуваат во немири, во тензии, во крв, во војни. Тоа се такви профили на луѓе, меѓутоа мене ми е драго што оваа ситуација ги испрофилира, ги искристализира нивните позиции и се гледа јасно кој тип кој тип на крв цицаат они уствари, а тоа е крвта на тензиите, на лошите меѓуетнички односи, на немирите и така натаму. И на крај ви го приметувам, стайлингот случаен ли е сино жолто или е намерно? Па се надевам дека не е случајно. Мислам дека и символиката е важна. Ние сме со народот на Украина, кој што преживува тешки моменти во овој период. Меѓутоа, како што реков и уште еднаш ќе повторам, мора да го повикаме и рускиот народ да биде дел од оваа цивилизацијска битка против државната агресија во Украина. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Ова беше министр за надворешни работи, господот Бујар Османи. Емисијата ја продолжуваме со Милан Стефановски, воено-безбедносен аналитичар. Се враќаме брзо после рекламите.